вечер. Добро вечер. Јас сум Катерина Цаневска-Арсовска, по образование правник, понашто знам да го работам новинар. Иако во понеделникот еден колумнист во еден дневен вестник не нарече копилиња, платеници. Сакам да им кажам дека не сме ниту копилиња, ниту платеници. Ние сме само новинари кои што имаат право, како и секој граѓанин на Република Македонија, да го искажеме својот став за она што се случува моментно во Република Македонија. И бидејќи во моментов се актуелни и пожелни извинувањата на новинарите и на уредниците, еве јас вечерва пред да започнам би сакала да им се извинам на сите институции, на сите политичари кои што ќе се најдат погодени од она што се случува вечерва во Прилеп. А вечерва во Прилеп се случува народ. Сакам прво да му се извинам на председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов. Сакам да му се извинам бидејќи на 24-ти не кажа ништо за она што се случуваше во собранието. Не кажа дека новинарите беа изфрлени од Собраниската галерија. Не кажа ништо дека пратеници, народни избраници беа буквално и брутално изфрлени од законодавниот дом. Да му се извинам затоа што мораше утредента да изрази жалење за она што се случувало. Сакам да му се извинам на господинот Ѓорѓе Иванов, бидејќи мораше дури до Катар да носи шарпланинец за да го предаде на емирот од Катар, наводно носејќи ни инвестиции и градејќи добрососедски односи со Катар. Сакам да му се извинам на председателот на собранието Трајко Велјановски, кој што исто така не виде дека ние новинарите бевме изфрлени од галеријата и не можевме да си ја работиме својата работа. Сакам да му се извинам на господинот Трајко Велјановски, бидејќи, како што рекоа, сме биле замолени да ја напуштиме галеријата. Па, почитуван господине Трајковски, јас се уште ги носам одриците од неговото фино извинување и барањето за да ја напуштиме Собраниската галерија. И сакам да се извинам на господинот Трајко Велјановски, бидејќи ние новинарите немавме ниту лак за ногти, за да ја санираме повредата на една пратеничка која вас, прилепчани, ве нарече мајмуни. Мајмунка е таја. Сакам да му се извинам и на премиерот Никола Груевски, бидејќи според премиерот ние не сме биле изфрлени, пратениците не биле тепани, не биле изфрлени од Собраниската сала. Сакам да му се извинам на господинот Груевски затоа што се уште не научив да поставувам нарачани прашања на пресконференција. Сакам да им се извинам на некои колеги кои што, како што кажав, не нарекоа копилиња, да и се извинам на колешката од Сител која што вчера, а верувајте не и го знам ни името како се вика, напиша дека благодарение на овие платени новинари Македонија се наоѓала, замислете, на 116-тото место по слобода на медиуми во извештајот на Репортери без граници. Сакам да и се извинам на колешката, бидејќи за разлика од неа, јас го прочитав извештајот на Репортери без граници. И таму пишува дека Македонија падна за толку места на слободата на медиуми само затоа што парламентот се обидува да ги цензурира новинарите, само затоа што со владини реклами се плаќаат медиуми. И да и кажам на колешката, бидејќи очигледно не го прочитала извештајот,
дека Македонија се најде на 116-тото место, замислете, без да биде земен предвид настанот на 24 декември, без да биде земен од црниот понеделник, што значи, кога и тоа ќе се земе, ќе бидеме не 116-ти, 160-ти на местото на слобода на медиуми. И сакам да прашам некои колеги, зошто јас, како новинар, како дипломиран правник, како магистар по правни науки, немам право да се обратам или да говорам еве овде во Прилепчани, да говорам во Скопје или во Струмица. Кој може да ми го земе мене тоа право? И пошто тоа јас сум политички платеник, повеќе од кои што се тие што седат во телевизиите и кои што се дебело платени за она што го прават. Кој е по-политички определен, јас или тие? Прилепчани, една работа овде што ја видов сега, тоа што ме радува, што народот веќе не се плаши да го каже тој својот став. Така и ние новинарите мислам дека почнуваме да се освестуваме и да го кажуваме она што ни пречи во државата. И верувајте, иако нели ме нарекуваат копиле и платеник, јас не сум ничи платеник. Не сум платеник на Бранко, не сум ни за Бранко, а против Груевски. Не сум ни за Жерновски, а против Ѓорѓе Иванов. Не сум ни за Љупчо Георгиевски, а против Никола Груевски. Јас сум само тука и зборувам. И ќе зборувам секогаш каде што треба да се брани слободата, не само на медиумите, треба да се брани слободата на универзитетите, треба да се брани слободата на лекарите, треба да се брани слободата на студентите, треба да се брани слободата на сите граѓани во Република Македонија. Не може никој да им го одземе правото на новинарите да мислат со своја глава, да мислат со главата на оние што седат во владата или во собранието. Новинарите секогаш треба да зборуваат за она што го гледаат. А она што сега се гледа, тоа е уништување на демократијата, уништување на слободата на медиумите, уништување на автономијата на универзитетите. И она што одекна овие денови многу жално во цела Македонија беше палењето на Трескавец. Верувајте, цела Македонија е загрижена заради тоа. Меѓутоа, како новинар сакам да ги потсетам дека во август месец се фрлаше лопати овде за почнување на патот кон Трескавец. И сега кога дојдам во Прилеп ги прашувам колегите колку има изградено. Ми викаат не километар, нема сантиметар изградено од патот од Прилеп кон Трескавец. И заради тоа тие не ги сакаат новинарите кои што знаат да истражуваат, новинарите кои што мислат со своја глава и новинарите кои што го кажуваат она што го гледаат. А гледаме дека Трескавец беше пеплосан. И не е тоа за собирање некакви политички поени. Треба да се каже што се случуваше и зошто се запали Трескавец. Трескавец е гордоста не само на Прилепчани, туку и на цела Македонија. Сакам да ги прашам, што се случи една недела претходно? Се запали Копанки. Што се случи 2 недели претходно? Се запали поштата во Скопје. Што се случи претходно? Се запали дел од трговскиот центар во Скопје. Е, тоа не сакаат да го слушнат. И ако нешто сакам да кажам вечерва, е тоа дека Прилепчани секогаш биле оние што го предводат отпорот. Од Прилеп секогаш почнувала победата, секогаш почнувала револуцијата. Гледајќи ве вака, гледајќи ве секоја вечер, јас сум убедена дека и овој пат победата ќе почне од Прилеп. Така е! А за каква демократија се работи, ќе ве прашам, како можеше денеска пратениците од власта да предложат измени во деловникот за работата на собранието? Сите знаеме дека деловник
се носи со консензус и со опозиција. Со која опозиција ќе го носат овој пат деловникот? Со онаа што ќе си ја создадат сами? Не може таква опозиција. Се знае која е опозиција и како се бира опозицијата во државата. Така е. Јас сум убедена дека сите знаете како да изберете и што да изберете. Новинарите не се тука да ви кажуваат, новинарите се само да ви кажат што е добро, а што е лошо. А прилепчани ќе знаат овој пат да изберат што е добро за нив. Ви благодарам.